дојдовме да мораме овдека да слушаме по медиуми од сите и од луѓе кои што сме ги сметале за некои авторитети, за некои почитувани луѓе кои што имале некаков морален капацитет и интегритет, па дури и биле начелни високи позиции како интелектуалци и професори, да му се поклонуваат на овој како да речеме, недоделкан, меѓутоа штетник, со тоа што сите во еден глас соопштуваат како државата, како собранието го променило името во Северна Република Македонија. Како може тоа да го прифати било кој суверен на оваа држава, ако држи до основните своји права загарантирани со устав и закон, што ние цело време од овдека ги браниме, а тие властите самонаместени ги рушат еве четврти пат како се срушени кампусот на носителите и бранителите на државниот суверенитет, од каде што се брани секојдневно 24 часа нашиот суверенитет, кој што сега го ставија под капа, под чадор на некои други влади, други мокиници, а ние да бидеме робови. Затоа сме сега овде, овој вовет го дадов, затоа што овдека е ова пустош. Оној што гради, тоа е народот, што секогаш сака да воспостави ред, еве што добива од некои што добиле мандат да водат држава, да се грижат за државата, за народот, а всушност на спиење сакаат под државна капа да ги уништат. Без предупредување овдека можеше да биде убиен утрово човек. Нашата борба допрва продолжува, всушност отпочнува македонското ослободително движење. Народолюбивиот народ што си ја сака оваа своја татковина и држава. И тоа ќе го прави уште поодлучно, уште порешително и уште повеќе ќе го пружа народниот македонски отпор. Зашто ова е нашето толо, нашата диференција, специфика со која што постоиме, сме постоеле и ќе продолжиме да постоиме.